Добро вечер во емисијата 360 степени на МРТ1. Вашето внимание вечерва го бараме за следните теми. Анкета меѓу средношколци ја потврдува популарноста на никотинските кесички кои не се за малолетници. Многу опуштен се осеќам после тоа. Убаво ми делува. Ја имам другари што ги користат и вака кога ќе стаат под непце, непцето се прави тупкаче. Во Инспекторатот за земјоделство се утврдува одговорноста на оние што незаконски дозволиле увоз. Северна Македонија е 39 од 41 рангирана држава во Европа по медиумска писменост. Кој ќе ми каже што значи тоа медиумска писменост? Пионерски обиди нешто да се смени. Писмен си ако веќе разбираш како функционира медиумскиот свет. Обвинување дека лично градоначалникот Курто Дудуш гради на диво во Шуто-Оризари и тоа не на една локација. Тоа е факт, јавна тајна. Имате докази? Апсолутно. Кога ќе имаме можност да издадеме градежни дозволи, тек тогаш ќе се спроведе и законот во Шуто-Оризари. Разлики на терен, но и во владата на тема рудници од Струмичко. Но ние не сме надлежни и немаме обврска да ја завршиме работата на Министерството за животна средина. Министерот за економија долго време во администрација знае дека било како факт еден орган на државна управа може да издаде само врз основа на барање. На тема медиумска писменост, земјава е на 39-то место од 41 рангирана држава во Европскиот индекс на медиумска писменост, што редовно на годишно ниво го изработува и објавува Институтот Отворено општество Софија. За Северна Македонија за 2023-та се само Косово и Грузија. Овој низок пласман значи висока ранливост во однос на дезинформации и манипулативни наративи, што последично креира проблеми во обидите за функционирање на државата на демократски начин. Дали работите може да тргнат на подобро со постепеното воведување на темата за медиумска писменост како сегмент од редовниот образовен систем, што почна со примената на новата концепција за основно образование и преку ангажман на дел од граѓанскиот сектор. Галена Николовска-Ризвановиќ. Mirë vita nxënës. Si jeni? Po sa të bukur që në keni bërë juve sot, sa të mirë që në keni bërë. Gjithë jeni mirë, s'kemi ndonjë problem. Наставничката Арта Садику Актеши го почнува часот по мајчин јазик за третооделенците во основното училиште Имрија Елези во Скопски Чаир. Но незиното прво прашање до учениците навидум нема директна врска со предметот што го предава. Kush do të më tregon për juva ma drejt, sa orë e përdor telefonin brenda ditas? Abdullah? 2 orë. 2 orë Abdullah e përdor telefonin. Anik, sa orë e përdor telefonin? 2 orë e përdor. Wow. Ajman, sa orë e përdor telefonin? 10 orë. Po që po ndonë mëre këtu? Разговорот беше само вовед во следната задача. Учениците да препознаат и изберат меѓу примери за одговорно и неодговорно користење на мобилните уреди. Повеќето ученици ја завршија задачата брзо и без проблем. Sot mësuam për celularin sa ta përdorim. Dhe si. Kur të hajnë buk, s'duhet ta maj telefonin afër dhe kur vinë misafir, edhe kur lexojmë s'duhet ta maj telefonin afër, po duhet të lëm një çosh. Лекцијата за мобилните уреди всушност е дел од програмата по мајчин јазик. Во неа е предвидено и изучување на медиумска писменост. Na kanë mbetur edhe 14 orë tjera, të cilët do t'i përdorim gjatë vitit shkollor. Cili është qëllimi? Qëllimi është që ne t'i vëdisojmë fëmijët dhe nxënësit në përdorimin e drejtë të pajisjeve digjitale. Të jenë të vëdishëm që informacionet që i marrin prej aty të jenë të sakta. T'i mësojmë që ta shohin informacionin me syrin e tyre kritik dhe në mënyrë logjike dhe në të menduarit kritik. Se jo çdo gjë në rrjetet sociale, në mediume, është gjithçka pozitive. Kemi dhe anët negative, të cilët e fëmijët ndikon negativisht.
Медиумската писменост стана дел од наставата по мајчин јазик во 2021 година со новата концепција за основно образование. Во погорните одделенија се изучува и во рамките на други предмети. Мораме да го достигнеме нивото на медиумска писменост исто така. Универзитетската професорка Виолета Петровска-Бешка, која е дел од работната група за изготвување на рамката за медиумска писменост, на презентација одржана на почетокот на октомври посочи неколку примери од националните стандарди што треба да се постигнат. Ученикот прави разлика помеѓу проблематични и поучни информации о медиумските содржини. Се бара тоа да го научи во трето одделение. Или да објаснува преку пример како содржините во медиумите влијаат врз емоциите на корисниците. Еден аспект од медиумска писменост. Да идентификува манипулативни содржини во медиумите. Тоа го бараме да може да го прави на крајот од третото одделение. Според Бешка, потребата за воведување медиумска писменост во училиштата е лоцирана одамна. Ако порано за писмен се сметал некој што знае да чита и пишува, подоцна да чита и пишува со разбирање, денес тоа не е доволно. Што е писменоста во современи услови? Да знаеш тие информации што доаѓаат преку медиумите, да можеш да ги анализираш, да пристапиш прво до нив, да знаеш да ги анализираш, да знаеш што да прифатиш како веродостојно, што како неверодостојно, да знаеш да правиш разлика, да не дозволиш да те манипулираат медиумите преку реклами од најразлична природа и да, значи, писмен си ако веќе разбираш како функционира медиумскиот свет и на кој начин тоа може да се злоупотребува и се разбира да се употребува. Токму во моментов се работи на тестирање на медиумската писменост на младите во земјава. Го прават заедно Државниот испитен центар и Меѓународната организација за развој и образование ИРЕКС. Директорот на ИРЕКС, Дејан Докузовски, објаснува дека тестирањето е спроведено кај трето одделенците, а се прави пробно и во петто одделение. Медиумската писменост е само еден дел, да бидам искрен. Ние, нашата држава веќе подолго време работела и на читање со разбирање, критичко размислување, тоа се сегменти кои што постојат подолго време. Медиумската писменост сега се воведува како, да речеме, дополнителна област и во ПИЗа, во следните фази на ПИЗа се воведува во сите наши тестирања. Државниот испитен центар буквално креираше една целина за да подобро не само ги разбере навиките на нашите основци колку време поминуваат на интернет, на социјални медиуми, како ги користат овие алатки, туку и да видиме какво е нивното разбирање, како ги приемаат информациите, како успеваат да ги пренесат, да ги разговараат со своите врсници, со своите родители и слично. Додека се чекаат резултатите од домашното, податоците од регионалните истражувања се аргумент плюс за воведувањето на медиумската писменост во образованието. Во јуни, Институтот Отворено општество Софија го објави последното издание на веќе редовниот Европски индекс на медиумска писменост. Од вкупно 41 држава, Северна Македонија е на 39-то место, а зад нас се само Косово и Грузија. И тоа е напредок, бидејќи лани земјава била рангирана на 40-то место. Од соседните земји, Албанија е рангирана на 38 место, Бугарија на 35-то, Србија на 31-во, а Грција на 29-то место. Колку една земја е подолу на листата, толку е поподложна на негативни последици од лажни вести. Кој ќе ми каже што значи тоа медиумска писменост? Медиумска писменост ни овозможува да се снаоѓаме со фотографии, текстови и видеа од весници, радио, телевизија, медиуми и интернет портали. Мислење, верување или гледиште. Фактите се податоци што можат да се проверат и да се докажат дали изнесеното тврдење е точно или неточно. Со дефиницијата за медиумска писменост, основците според новата концепција се запознаваат во петто одделение. Меѓу првите лекции, учениците учат за видови медиуми, а потоа се очекува да прават разлика помеѓу факти и мислење, како и проверка на точноста на информациите. Една таква вежба добија петто одделенците од училиштето Кирил Пејчиновиќ во Скопска Киселавода. Наставничката Весна Бошковска на часот по македонски јазик им даде задача да одредат кои од примерите се факти, а кои мислења. Водно е планина што се наоѓа на југот од главниот град на Македонија. Тоа е Скопје. Дали е стварно? Факт е?
Факт е, се наоѓа. До Скопје е блиску. А водно е убава планина? За часот да биде поинтересен, учениците добија уште една задача – да истражат дали наведените факти се точни. Реката Вардар тече низ градот Битола, најдовме дека не е точна, бидејќи е факт, ние проверивме на Google дали е тоа точно и најдовме дека не е точно. За Охридското езеро има просечна длабочина од 155 метри, тоа е точно, а најголемата длабочина од Охридското езеро е 388 метри, тоа не е точно, туку точното е 288 метри. Што истражуваме? Дали мислењето или фактот? Што истражувавте само? Сега истражувавме само за фактот. Наречи си сите часови по медиумска писменост предвиден е практичен дел кој го поттикнува критичкото мислење кај учениците, вели наставничката Бошковска. Медиумската писменост имаме уште часови, каде што учениците треба и да креираат сами медиумски пораки. Понатаму треба да истражуваат, ке учиме за дезинформации, да знаат како една вест е дезинформација. Преку постојат повеќе чекори на проверка на веродостојноста на информациите. Може информацијата да ја провериме преку слики и мора да научат дали информацијата која што ја прочитале има свој автор, има извор, од кого е споделена. Бошковска и Садику Актеши се дел од наставниците кои веќе поминале обука за медиумска писменост. Со поддршка од Министерството за образование и Бирото за развој на образованието, обуките ги спроведуваат ИРЕКС и Македонскиот институт за медиуми. Сметавме дека процесот на вклучување на медиумската писменост во основното образование треба да започне од наставниците. Тие треба да бидат медиумски писмени, да го разбираат концептот на медиумската писменост, да ги разбираат темите, за да можат тоа ефикасно да им го пренесат на учениците на час. Опфатени се над 8.000 наставници. Минатата година беа спроведени обуки за наставниците од 2 и 5 оделение за околу 3.000 наставници, а годинава од септември, од втората половина на септември, продолжуваме со обуки за наставниците од 1 до 9 оделение. Поточно ги обучуваме наставниците од оделенската настава и наставниците по мајчин јазик од 6 до 9 оделение. Во средното образование процесот оди побавно, а од лани медиумската писменост се изучува и на дел од педагошките факултети во земјава, некаде како посебен предмет, а некаде во состав на постоечките. Иако етапно и бавно, медиумската писменост очигледно веќе го зазема местото во формалното образование. Прашањето за градењето на диво во земјава го држиме високо меѓу темите за кои известуваме, бидејќи е елементарно кога се зборува за владење на правото. Во вечерашнава сторија ќе слушнете директни обвинувања на адреса на оној што би требало прв да се грижи за ред во својата општина и негови одговори дадени со неверојатна рамнодушност. Славица Филиповска-Иванова. Во Шуто Оризари е раздвижено и на дожд. Населбата истоимена општина изобилува и со оригинални, но и веќе типични содржини за Скопје, како на пример објекти кои за државата не постојат. Еден од нив е на Гладна улица. Овој луксузен објект на повеќе нивоа никнал на државен простор без одобрение за градба. Капијата е отворена, а низ неа се влегува не во двор, туку на јавно игралиште, со реквизити за рекреација на најмладите. Оваа дивоградба е на државно земјиште. Дел е од спортско-рекреативниот центар во Шуто Оризари. Интересно е што само на неколку чекори од неа се наоѓа општинската зграда. Според податоците од катастарот, на овој потек во Шуто Оризари од поодамна се легализирани повеќе објекти. Но најновиот и најголем меѓу нив не фигурира никаде. Поголем дел од жителите се резервирани во однос на прашањето кој се дрзнал овде да гради на диво. Дали знаете чија е оваа градба? Не знам. Не знам, немаме појма. У Шутка се прави све што сакат. Кој како сака. Не знам ја ништо тоа. Не знаеме, не ни е познато. Не знаеме кој гради, кој не. Дали знаете чија е оваа градба? Се знае чива. Чива? Треба да кажете ви.
Но кандидатот за градоначалник на СДСМ на претходните локални избори, бизнисменот Ферат Асан, нема дилема чие е зданието. Имаше реакции кога пред неколку месеци, мислам 2 или 3 месеци, кога беше на времето во Скопје, и дел од кровот кој е лимен кров, летна табли, лимени табли, погодја некој од куќеве и знам дека ми се жалеа, луѓе ми оштети прозор, ми оштети ова и така натаму. Кажува дека ги обештетил лично со своји пари Курто Дудуш. Господин Асан, кој е вашиот мотив да зборувате за ова? Дали е ова еден вид политички реваншизам кон локалната самоуправа, односно кон градоначалникот, кон Курто Дудуш? Апсолутно не. Велам вака, кога јас можам да си купам приватно земјиште, да си платам, да си испазвам за цена, си купам и да платам комунали и да градам како што треба, бидејќи имаме инвестирано во Шуторизари многу. Тогаш би требало и он да го прави тоа. Не само он, секој граѓанин. А како сте убедени дека он гради? Тоа е факт, јавна тајна. Имате докази? Апсолутно. Какви докази имате? Имам луѓе кои ги знам, кои лично работат и се ангажирани мајстори од чутка. Тоа го пријавивте во институциите? Да, пријавив дека тој човек ми кажа дека е ангажиран тука и дека работи и дека му дал пари. Освен тоа, компанијата која ја изведува оваа фирма се фали на Facebook дека работи на фасадата. Че и прашајте ги нив кој им дал пари. На Facebook страницата на посочената фирма за фасадирање и молерај, месецов навистина објавена фотографија од фасадерските работи на дивоградбата во Шутка, без дополнителни детали за кој објект станува збор и за која локација. Па се јавивме во компанијата и прашавме кој ги ангажирал за работа на конкретниот објект. Одговор не добивме. За првиот човек на општина Шуто-Оризари, Курто Дудуш, очекувано е да се гради на диво. Вели општината не носила детални урбанистички планови, па досега немала основа да издава одобренија за градба. Дивоградби се нормална појава во мојата општина. Градоначалникот Дудуш вели дека темели за дивоградбата спроти општината памети од 2013, но историскиот преглед на сателитски фотографии на локацијата покажува дека не е во право. Се до лани, на тоа место имало дел од мал парк и неколку дрва. Објектот се појавува на снимките дури во 2023 година. Кој гради на диво пред ваши очи на узурпирано државно земјиште спроти општината, на неколку метри од вашата канцеларија? Еве ќе ви информирам дека во општина Шуто-Оризари 90% од земјиштето е државно. Зборуваме за конкретнава градба. Знаете ли кој гради? Не знам кој гради, меѓутоа еве ви кажувам дека сите градби во општина Шуто-Оризари кои се реализирале од 96-та наваму се изградени на државно земјиште. Градоначалник, како може да не знаете, буквално пред очи ви никнува огромна дивоградба. Значи, спроти општината, спроти вашата канцеларија. Да, меѓутоа... Не се заинтересиравте да прашате? Па и да се интересираш, кој ќе ти каже? Имате механизми, имате инспекторат, веројатно. Нема, за жал. Надлежна полиција има, обвинителство. Ќе ви дадеме и документација дека имаме побарано од сите градски општини во градот Скопје меѓуопштинска соработка да ни обезбедат нивни градежен инспектор, каде сите не одбија. А во полиција пријавивте? Во полиција мислам дека не пријавивме, не е таа градба, никоја градба не е пријавена во полиција. Конкретно за овој објект поднесена е кривична пријава директно против вас за бесправно градење. Дали сте инволвирани во градбата? Види, јас конкретно ќе кажам и знам од кого е и знам цело време кој ни пушта постојано пријави. Не се кривични, ама се пријави, ќе види тоа, ќе се обвинителство или полицијата ќе одлучи дали ќе иде кривична или нема да иде никаква. Меѓутоа, лошо се слуша кога некој ќе каже кривична пријава против вас. Значи, ниту сум инволвиран, ниту знам кој го изгради. Меѓутоа, оставам на институциите да се истражат и ако има било какви сознанија за моја инволвираност, тука сум. Кога ќе имаме можност да издадеме градежни дозволи, кога ќе имаме можност да продаваме градежно земјиште,
тек тогаш ќе се спроведе и законот во Шуто Оризари. Во спротивно би рушеле? Не рушам генерално никого. Зошто? Па не можам да рушам, како да рушам објекти? Не рушам објекти. Пријави против градоначалникот поднесува Ферат Асан, не само до обвинителство, туку и Државниот инспекторат за градежништво, Државното правобранителство и владата. Тој не однесе на повеќе локации низ Шуто Оризари, за да ни покаже дека на општината и се случува градежна експанзија на државно земјиште. Значи, ова е една од деоградите на Курто Дудуш, државно земјиште, како и секогаш. Кај што има државно земјиште, се го узурпира, се гради, после ги продава и користи и така. На оваа парцела од околу 2000 квадрати, според евиденцијата во катастарот, носители на право на собственост се Република Северна Македонија со околу 550 квадрати и физичко лице со 1500 квадратни метри. Објект не е евидентиран во катастарот. Заедно со Ферат Асан стигнавме и до центарот на Шутка. Тука беше стара ванила, жито лук, бурек челника. Одамна, со години, може би 5 децении. До неодамна е срушено. И на ова место никна оваа зграда. Ова парче земја, според катастарот, има повеќе собственици, но на конкретната локација се уште не е впишана и градба. Градоначалникот не негира дека станува збор за дивоградби, но повторно не гледа ништо спорно. Значи, ако прошетаме сега низ Шутка, еве со камера, јас ќе дојдам со вас и ќе видите изградени такви многу објекти. Затоа ви кажав и на почеток, објекти се градат, меѓутоа не се тоа, не знам, стамбени објекти од типот на 50 стана, 100 стана, индивидуални куќи се градат. И тие индивидуални куќи се за потребите на граѓаните. Ова е една индивидуална куќа. Ќе се Добро. согласите дека не е мала градба. Добро, меѓутоа не знам, таа куќа е изградена не знам кога, колку години стои тука така. Личи како тази градба, да. Како се мери тоа тази градба? Па се гледа, мислам дека е ова е втората локација што зборуваме вчера, Добро, не сте ми. да. Значи двете се без. Ама има такви еден куп, не знам сега, тој што ве однесе на тие локации да ги сликате, требаше да ве однесе и кај него, да видите и тој дел. Значи, тој што ве донесе во општина, требаше да покаже што он работел во претходните години и колку куќи и земјиште он продал, да видите тие дивоградби какви се. Значи вака буквално пред камери, пред јавност си признавате еден на друг дека во Шуто Оризари кој што сака си прави. Па не е баш кој што сака си прави. Значи, ние сме, како да ви кажам, не сакам да го наречам тоа, јас сам сум против тоа социјална категорија на луѓе. И сега, некој ако успее да изгради спрат, за да неговите деца имаат услови за живење, нормални услови за живење, а ние како општина немаме услови да му дадеме градежна дозвола, треба да го спречиме. Од хуманитарен аспект гледајќи се. Ако некој дојде и ви изгради дивоградба во вашиот двор дома, бидејќи нема услови во Шуто Оризари, нема детални урбанистички планови, и тоа ќе го прифатите? Различно е сега во мојот двор да дојде да изгради, како сега правите компарација да дојде некој во мојот двор да изгради. Па правам компарација бидејќи сте градоначалник, општината претпоставам гледате како нешто што домакински би го управувале како да е ваше. Јас мислам дека нема подомаќин градоначалник од мене во изминатите години овде. Курто Дудуш вели дека 2 блоковски детални урбанистички плана досега се донесени и во Шуто Оризари за прв пат е издадена градежна дозвола. А речиси сите градски четврти се при крај. Дали е задоцнето урбанистичкото планирање, вели зависело и од претходниците. Откако ќе ги донесеме деталните урбанистички планови, откако ќе можеме како општина да понудиме можности на граѓаните да градат, тек тогаш ќе спроведеме и закон. Но се чини дека спроведувањето на законот во Шуто Оризари можеби ќе почне и порано отколку што планира градоначалникот Курто Дудуш.
Од Државното правобранителство за 360 степени ни одговорија дека за пријавите кои стигнале до нив веќе ја алармирале самата општина, полицијата и обвинителството. Од јавното обвинителство ни потврдија дека повеќе пријави стигнале до нив и дека отвориле предистражна постапка. Велат дека издале наредби МВР да направи проверки, а преземаат и други действија. Додека институциите проверуваат, една од дивоградбите, онаа спроти канцеларијата на градоначалникот Курто Дудуш, го доби својот финален изглед. Во Државниот инспекторат за земјоделство во тек е постапка за утврдување одговорност на оние што дозволиле увоз на никотински кесички во земјава. Од инспекторатот инсистираат дека не станува збор за снус, иако кесичките кај корисниците колоквијално се познати под тоа име. Во меѓувреме, никотинските кесички, иако незаконски увезени, слободно се продаваат на македонскиот пазар. Зоран Јовановски со ново продолжение на темата што отворивме претходната недела. Во изминатава недела бевме во тајна мисија да провериме дали е точно дека низ земјава слободно им се продаваат никотински кесички на деца, иако производот е забранет за малолетници. Има за снус? Снус? Да. 320. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. Со помош на 14-годишниот ученик кој учествуваше во мисијата со знаење на родителите, покажавме дека многу трафики и дуќани им ги продаваат никотинските кесички на малолетници. Не може вие да пуштите ваков производ да се продава у трафик. Значи, у трафика оди, кој сака го купува. Може да го купи и дете од 10 години и да оди и не знае што прави, да го злоупотреби. Но попатно дојдовме до друго сознание, дека увозот на никотинските кесички во земјава бил дозволен до април оваа година, за наеднаш да биде запрен. Зошто се случил пресвртот, но и зошто никотинските кесички се уште ги има по продавниците? Повеќе од 2 децении, Северна Македонија формално посакува да биде дел од Европската Унија. Додека чекаме, еден дел од Европа ни дојде дома. Еден навистина мал, но во исто време и проблематичен дел. Се викаат никотински кесички. Бидејќи не содржат тутун, не подложат на строга контрола ниту според европските директиви, ниту според домашните закони. Но од друга страна, содржат никотин, па се потенцијално опасни за здравјето, што имплицира дека не би требало да се во продажба без одредени ограничувања. Не успеавме да дојдеме до податок кога првпат се увезени никотинските кесички во земјава. Но како што веќе објавивме, тие били увезувани како тутунски производ, иако во себе не содржат тутун. Бизнисот си течел нормално, се додека државата не го забранила увозот на производот во април 2023 година. Звучи неверојатно, но надлежните тврдат. Зелено светло за увоз на кесичките како тутунски производ дале обични службеници. Во Државниот инспекторат за земјоделство е започната интерна постапка за утврдување одговорност во врска со одобрување на пратка од никотински кесички од страна на оператори кои работат на ЕКСИМ системот и надлежен инспектор за земјоделство. Согласно законот, административниот службеник е лично одговорен за вршењето на работите и работните задачи од работното место. За повреда на службената должност, административниот службеник одговара дисциплински. Ова значи дека ако има вина што никотинските кесички се нашли на полиците, таа ќе падне на грбот на пониските структури во администрацијата. Но тоа не одговара на прашањето, како и половина година по забраната за увоз, овој производ го има по продавници. Добар ден, снус дали имате? Тука и деца ви купуваат. Ние сме на деца. Од Државниот инспекторат за земјоделство велат дека не е нивна работа да вршат надзор над прометот. Па се обративме до Државниот пазарен инспекторат. Оттаму велат дека до нив не стигнал официјален допис кој содржи било каква информација за никотинските кесички, ниту пак информација врз основа на која треба да постапуваат. Сепак,
Врз основа на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, државниот пазарен инспектор, доколку утврди неправилност во согласност со своите надлежности, ќе донесе решение со кое ќе забрани пуштање во промет на производи од тутун и сродни производи и привремено да ги одземе доколку производителот, односно возникот, не се запишани во регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи. Од Министерството за економија веќе не известија дека следејќи го опфатот на содржината на тутунски и сродни производи, Министерството досега нема издадено решение за марка на производот снус, кесичка со никотин за джвакање. Додека институциите велат дека постапуваат според надлежностите, на терен никотинските кесички лесно го наоѓаат патот и до малолетници, особено оние во шарени пакувања и со екзотични вкусови. Пред едно средно училиште во Скопје, на оваа тема разговаравме со група средношколци. Отворено им се представивме кои сме и што не интересира, но не ги снимивме во лице за да го заштитиме нивниот идентитет. Знаете што е? Никотински кесички. И зашто служат? Као цигара е само се ставали. Ги користите вие? Не. А некои од ваши пријатели знаете што користат? Ја не. Ја знам. И што велат, мислам, зашто ги конзумираат? Какво е чувството? Слично е како цигара или? Да, слично е. Пикаат тука, тоа директно крвта. Да, е по-јако. Тие се достапни за младите? Да, за сите се трафиките. Беме кога да купиме, например, вода, нешто тобако, ќе прашат некој пред нас и ги им даваат. Што е продавачките. Скапи се? Да. 300 мислам, некаде. Какво е чувството? Зошто ги користиш? Многу опуштен се осеќам после тоа. Убаво ми делува. А што е разликата како цигари се? Многу поише никотин има. Директно 20 милиграми никотин со 150, тоа е најак. А и поздрави се мислам како цигари. Ја имам другари што ги користат и вака кога ќе стаат под непце, у непцето се прави дупка. Лесно достапни се? Да, секој тобако. Ово е продавничка од тука. Овде има карче тобако, има. А бараат лична карта кога ги купувате? Значи може во слободно да отидете и да се купите. Па сега не знам дали во сите. Не, има во сите. Да, во сите, брат. И што опуштаат некако? Пред часови? Пред испрашување? Или за излегување повеќе ги користите? Не, за испрашување да ме смири. Имаме слушнато дека и спортисти ги користат. Да, има, ама тие се послаби. Ма добро се да нема трема која. Аха. И опуштаат, многу се послаби. Во основно поише ги користат. Во основно, зашто? Зашто штетни се? Деца ги да ги користат. Тоа е шема шема и кошаркари, фудбалери. Не, сега го донесува тоа, пред една година вака на црно ги нарачува ги дава. Чекајте, да? На црно шо значи ги препродаваат, некој ќе знакупи? Имаше некој, да, ќе зема на голема количина и ќе ги дава код деца, така и се јавуваат и ќе земат. Има до сега некој сте слушнале да му направило проблем, да му се слошило? Слушнав дека многу повраќале од тоа. Повраќаат? Има и повраќање и има оштетување на непцата горе и може да гледаат забедот. Се расипуваат зависи. И посакуваните и непосакуваните симптоми од консумирањето на кесичките се очекувани. Иако со екстремно ситни букви, на пакувањето на некои марки има предупредување како да е лек во прашање. Не се препорачува на лица непушачи. Производот не се препорачува за мајки кои дојат и трудници, како и за луѓе со хронични заболувања, диабет, срцеви и заболување на крвните садови, потешкоти и при дишење. А една од причините што има вакво предупредување се високите концентрации на никотин. За споредба, во една цигара е дозволено да има најмногу 1 милиграм никотин, според законот за тутун. Производите што ние ги купивме од домашните трафики и продавници имаат и до 13 пати повеќе никотин по кесичка од максимално дозволеното за една цигара. Производот со најмалку никотин имаше 8,4 милиграми по кесичка, друг 11,2 милиграми, трет 12 милиграми во една кесичка и најсилниот 13,2 милиграми по кесичка. Ги побаравме и увозниците на овие производи. Сите не одбија за интервју, иако еден прифати да се сретне и да разговара со нас. На состанокот компанијата увозник не убедуваше дека никотинот во кесичките се абсорбира во телото поинаку од оној во цигарите, дека производот слободно се продава низ поголем дел од државите во Европа, а дека Северна Македонија веќе половина година не носи одлука по кој закон и пропис ќе дозволи увоз. Во Министерството за земјоделство велат дека се чека на нова европска директива која ќе ги опфати и новите така наречени безтутунски никотински производи. Ние и минатата недела на билатералниот скрининг во Брисел
направивме дополнителни консултации со соодветните служби од таму, каде што ни беше одговорено дека дефинитивно оваа директива не ги опфаќа тутунските вретички, не се регулирани, да, како со генерална директива во земјите членки на Европска унија, така што и ние исто ќе го следиме насоката на Европска унија, кога Европска унија ќе ги регулира со директива 40 или било која друга директива, тогаш и ние ќе ги регулираме. Но што додека Европската унија да донесе регулатива? Имавме ние некоја координација, како што ви кажав, пред некој месец дена во Царинска управа, каде што сето ова се анализираше, се дискутираше. Оттаму излеговме дека треба да се информира владата, само ќе треба да прашате. Тоа излезе дека Царинска управа обврска се презема да ги информира владата, да информира за состојбите со овие производи на пазарот и како би се решавале. И врз основа на таа информација и заклучоците кои што ќе ги донесе владата и насоките кои ќе ни ги даде, така ќе работиме и министерствата. А како земјите од Европската унија го решиле прашањето за никотинските кесички без да имаат директива? Достапните анализи покажуваат дека во Холандија и во Белгија се забранети заедно со другите безтутунски никотински производи, со цел да се спречат несаканите последици и создавање зависност, особено кај младите. Во Германија безтутунските производи се третираат како храна, но бидејќи содржат недозволена хранлива состојка никотин, не се дозволени за продажба. Во остатокот на Европската унија, генерално, тие се дозволени за продажба, иако некаде има ограничувања за количината на никотин. Веројатно така и ќе остане, се додека Европската унија не дефинира нови правила за новиот феномен или проблем. Во продолжение одиме на југоисток од државата, во Струмичкиот крај, за да провериме до каде е приказната за отворање рудници за злато и бакар кај Ловица и Штука и противењето на локалното население. Активистите сметаат дека ја добиле битката на терен, но дека им предстои потешката со државата. Потенцијалниот инвеститор инсистира дека ќе прави современи рудници. Како ќе постапи владата поставена меѓу чеканот и наковалната? Владко Чаловски. Ако во бивша Југославија не дозволиле да има рудник на злато, тогашните луѓе сватиле дека овде не може да има рудник во таква близина. Во бивша Југославија која што никој памет немаше за екологија. Ама сепак знаеле дека не може овде да има рудник и не ставиле рудник. Огражден, планина во југоисточна Македонија која изобилува со богатство и над и под земја. Затоа Струмичката котлина со години е рингот во кој активистите против и инвеститорот за се борат на тема рудници. Земјоделството и рударството во 21. век мораат и можат да коегзистираат и да се развиваат заедно. Нема тука или земјоделство или рударство. Како и кога ќе пресуди судијата, владата? Струмичката котлина е распослана на 1500 квадратни километри. Според Државниот завод за статистика, регионот е прв според земјоделско производство во земјава. Еден од најпознатите продукти се френките, односно доматите. Но дали црвената боја на доматот не сјае доволно колку златната? Во југоисточниот регион неодамна се докажа дека во длабочините на планините е акумулирана голема количина злато, поголема од било кој друг регион во државата. Првите дозволи за проспекцијски геолошки истражувања датираат од 2004 година, одобрени од тогашниот министер за економија во владата на Бучковски, Фатмир Бесими. Денеска собственик на тие резултати и потенцијален инвеститор во рудник за злато и бакар е Евромакс Resources. Што се случува 19 години подоцна и какво е расположението на локалното население? На терен бевме со активистот Костадин Ристоманов. Потврда за тоа се и 4 едногласни одлуки на 4 совети на општина Ново село, Босилово, Струмица и Василево, нашиот Струмички регион. 4 општински совети дадоа негативна мислење дека не им треба нашата средина, не им треба рудник.
Како што вели Ристоманов, локалците се едногласно против, но доправа им следи важен одбранбен процес. Искрено се надевам дека ние битката на теренто ја добивме, бидејќи, како што еден политичар кажуваше, и птичките знаат дека луѓето не сакаат овде да има рудник. И тоа ми е јасно и на концесионерите, и на нивните акционери, и на властите, и претходните, и идните, и сегашните. Така да овде народот нема да дозволи по никоја цена да има копање, а најмалку да има рудник. Ило Малинов е роден и целиот свој живот го минува во Штука. Селото е на половина километар од локацијата каде би требало да биде еден од рудниците кои сака да ги гради Евромакс Ресурсес. Вели уште како деца слушнале приказни дека на планината Огражден, како и покрај Штучка река, има злато. Меѓутоа, никој досега не влегол со механизација поради стравот дека ќе ги уништи условите за живот. Ако се изгради рудник, Малинов не верува дека локалното население би имало економска добивка. Ако тај рудник се отвори сега, тај рудник ќе биде, значи, во сите можности современ рудник некој. Со механизација, со стручни луѓе тие работи. А тука од нашите населени места или од нашата околија, јас дури сум веќе во последно време толку убеден дали ќе има и еден. Нема луѓе тука што би работеле во рудник. По мене ви тврдам, това 200-300 до 400, нека се 500 луѓе ќе бидат вработени. А тие луѓе 90% ќе си ги донесат они од некаде. Тие мора да бидат стручни луѓе. Од тука ќе бидат некој чувар, некој меташ, ич. Ние се навоѓаме точно на подножјето, на почетку на Струмичкото поле. Рудникот е над нашите глави од 300 метра почнува нагоре, на 500 метра. А опасностите ќе се неизмерливи, значи това ќе биде опасна работа тука. За каков тип на рудник станува збор? Според концесионерот Евромакс Ресурсес, на местото би граделе современ рудник, пример за 21 век. Објаснуваат дека ќе наликува на обичен каменолом на варовник, кој нема да биде видлив од населените места. Разговаравме со директорот за комуникација и односи со јавноста во компанијата Живко Груевски. Во одговорите неколку пати нагласуваше дека се работи за мегапроект. Ние, како менеджмент, како организација, апсолутно посветуваме време на таа транспарентност и постојано повторување на сите аргументи околу нашиот проект. Во Иловица Штука ние ќе дојдеме до ниво на производство на, во случајот, бакарен концентрат, кој потоа се транспортира во соседна земја, тоа оди во специјализирана топилница и тамо се доработува. Она што активистите најмногу ги загрижува, контаминацијата на подземните води кои се слеваат во извор од кој струмичани пијат вода, Груевски го отфрла како страв, прикажувајќи ја пред 360 степени симулацијата за тоа како ќе се справуваат со отпадот. Не вертикална брана, како некој што, еве и јас лаички прво замислував дека тоа така оди. Овде се работи за еден многу цврст или најцврст камен насип, кој што постепено се дига, кој што во последниот дел, како ќе оди експлоатацијата, да кажеме по 30 години или по 25 години од експлоатација, основата, должината на основата на тој камен насип ќе биде 6 пати подолга или поголема од висината на камениот насип. Тоа е најцврсто во светот и е два пати поголема безбедност нуди од онаа максимална безбедност која бараат и актуелните светски стандарди. Од Евромакс Ресурсес дополнуваат, потенцијалните копови не вклучуваат употреба на цијанид или сулфурна киселина. Се чини за потврда на тврдењата на Груевски ќе поминат уште неколку години. Поминале 20, никој не знае уште колку долго и дали воопшто ќе се реализира рудникот Иловица Штука. А двојно име затоа што откако ги доби концесиите на планината Огражден, концесионерот започна постапка за нивно спојување. Таквото право за спојување на концесиите, инвеститорот го црпи од членот 61 од Законот за минерални суровини.
Може да се врши спојување на две соседни концесии во случај кога концесиите се простираат на исто наоѓалиште за ист тип на минерална суровина. На концесионерот му се дава можност да ги спои концесиите за експлоатација доколку се работи за ист собственик и ист вид на минерална суровина. А потребата од спојување е поради тоа што има два предмета. Во 2012 година е добиена првата концесија за експлоатација на минерални суровини, но во 2016 тогашната влада не дава и дозвола за ископ. Во 2015 пак е добиена втората концесија за експлоатација на минерални суровини. Во 2016 Евромакс бара спојување на двете концесии, бидејќи двете локации практично се преклопуваат. Министерството за економија дава позитивен одговор, но владата не носи одлука. Наместо тоа, владата во 2019 носи одлука за еднострано раскинување на договорот за една од концесиите. Евромакс тужи и го добива случајот пред управниот суд, пошто лиценцата им е вратена и на маса повторно се враќа спојувањето на концесиите. На 27 јуни годинава, владата изгласа спојување на двете концесии. Веднаш потоа, кадри на СДСМ во владата обвинија дека биле измамени да поддржат таква одлука. Одлуката се поништи. Надлежниот, министерот за економија, Крешник Бектеши, појаснува дека тоа не значи дека концесиите се одземени. Со повлекување на одлуката, од правен аспект, значи тие уште ги имат концесиите. Ние не сме ги зеле концесиите. Само сега не се споени. Само сега не се споени, што значи дека до нас е пристигнато известување од страна на концесионерот дека ќе ги користат сите можни судски процедури. Зошто тогаш државата не ги раскине договорите, со што и ќе се отстрани можноста за градење на рудниците? Ние, ако како аргумент го користиме негативниот импакт врз животната средина, ние како држава треба да имаме акт дека одредена инвестиција прави штета врз животната средина. Бектеши вели дека ќе постапи тогаш кога во неговиот кабинет ќе пристигне извештај кој ќе образложи која е штетноста по животната средина. Но ние не сме надлежни и немаме обврска да ја завршиме работата на Министерството за животна средина. Во моментот, ако добиеме информација дека иловица штука има негативно влијание врз животната средина, било тоа во контекст на природа, на вода или пак на друго, ние веднаш предлагаме едностран раскин на договорот, заради тоа што во договорот е предвиден дека треба да се исполнуваат сите стандарди и прописи на државата врз основа на заштита на животна средина. Министерката за животна средина Каја Шукова возраќа дека за да испрати извештај, некој треба да и го побара. Па јас мислам дека министерот за економија долго време во администрација знае дека било како факт еден орган на државна управа може да издаде само врз основа на барање. Ако не е пристигнато барање во животна средина, јас не го гледам основот врз основа на кој што можеме ние како министерство да издадеме акт, кој што би бил во интерес на државата за да можеме да се одбраниме, да речеме, во евентуална судска постапка, која што евентуално би покренал инвеститорот за иловица. Последното барање во врска со рудникот за кое постапувало Министерството е од 2016 година. Тогаш Евромакс сакал да почне да копа, а од животна средина им возвратиле дека треба да изработат студија за оценка на влијание врз животната средина. 2016 година, кога беше доставен проектот за потенцијалниот коп, вклучуваше цијанид. Во меѓувреме државата ги промени законите. Сега цијанидот е исклучен од постапката, од ваквите постапки за копање на бакари и на злато. Што значи дека и да сака инвеститорот нешто да направи, прво мора да го промени проектот. Значи да го исфрли цијанидот, бидејќи со цијанид автоматски добива негативно мислење, така? Значи ние без цијанид проект не сме добиле во министерството. Ние и да сакаме, немаме за што да се изјаснеме. Може би инвеститорот утре ќе рече јас повторно ќе го задржам цијанидот, ќе доставам повторно таков проект. Ме разбирате? Не можеме да знаеме што размислува инвеститорот и во која насока ќе оди. Министерката Шукова, која доаѓа од редовите на СДСМ, се појави на еден од протестите против рудниците во Струмичко. Присуството го објасни со ставот дека нам како држава ни е потребна стратегија која јасно ќе каже дали инвестираме во земјоделството или во рударството. Инвеститорот очекувано е за рударството и жолтото злато. Местното население
сепак и натаму повеќе го сака црвениот сјај на струмичките френки. Ние нема земе ништо. Ние ќе ни стават отровите, ќе ни останат за век уништена природата, раселени, уништени, убиени лица и за секој пат овде ќе нема услови. Од рајска котлина ќе станеме ѓаволска дупа. Стигнавме и до редовната саботажа. Да ја погледнеме. Општинските совети се посебна приказна, на моменти поинтересна дури од републичкиот парламент. Нивото при изборот на кадри е донекаде сличен, па воопшто не е битно кој што знае. Туку е важно само да се учествува. Не баре се бира олимпиец, а не советник, чии два прста одлучуваат во градското собрание. Јас Реđe Преđеповски советно изјавувам. Свечено изјавувам дека правата и должностите на член на совет ќе ги вршам совесно. Совесно и дека при нивното враќање ќе го почитувам уставот, законот, прописите на советот и дека ќе ги штитам уставниот предлог на Република Северна Македонија. Ќе повторуваш по мене. Ајде од почеток. Свечено изјавувам дека правата на должностите и член во советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното враќање ќе го почитувам уставот. Освоениот спортски медал не е никаква гаранција за општествено-политички ангажман, како ни тоа дека со минат труд може да се остваруваат исти резултати во иднина. Сето тоа изгледа го прави безпредметен и на големо најуваниот и реализиран трансфер од Преспа во градот од Пелистер. Вие, колеги од ВМРО ДПМН, донесовте кадар од Ресен и рековте дека ќе го отклучи општината и дека се ќе лета и нема да имаме никакви проблеми. Истиот тој кадар кој го донесовте од Ресенот и немаше во Битола, од општина Ресен, го донесовте во општина Битола, денес не знаеме ни кај работи, ни дали е во општината, ни дали е во јавното предпријатие и не знаеме зошто е донесен. Може би треба да се праша во некои од секторите и одделенијата каде на големо се напикани заслужните војници на партијата. Во недостиг на креативност, најлесно да се направи конкурс за прием во кадрово или во одделението за човечки ресурси. Првиот постулат за постојање на едно вакво одделение е регрутирање и селектирање на кандидати за прием на одредено работно место. Има ли некој во салата, ќе речеме и во општината и во државата, кој што не знае на кој начин и се регрутираат и се селектираат кандидатите за вработување? Да бидеме честни пред граѓаните и да кажеме дека тоа се партиските штабови. Во ваква ситуација нормално е да владее ненормалното, па ниту по 4 децении да не се изготви одлука, решение, законски пат по кој ќе се регулира работењето на некое јавно предпријатие. Оти за Гинис е тоа што се случува во Неготино. Значи 40 од 65 таму комуналното кога постоje работе на црното денеска. Значи комуналното работе на црно. Тоа да го знаете. Значи тие човеките ние освен нас никој друг не смее да направи приклучок. Но не е се така црно. Нека стануваат толку интимни што наместо за работата на инспекторите се интересираат за приватни работи. Па ги засега кој каде бил и со кого, кога кај нив некој носел бело. Дали собствениците на Ламинати.ком биле присутни како гости на некоја ваша неодамнешна весела свадба некоја? Дали биле гости на вашата? И ако биле, во кое својство биле? И на крајот, кога се гледа дека и покрај јавниот анимозитет, приватно си има љубов и разбирање. Другари, мојата дискусија за... ние другарите у ВМРО не се викам. Брачи и сестри. Ние сме другари. Вака. Добро, брат. Не се изгледа проблем ниту браќа и сестри, ниту другари и другарки. До господата ке е. Со саботажата ја завршуваме и оваа емисија. Благодарам што гледавте 360 степени. Се гледаме повторно в понеделник од 20:15. Довидување.